Во 2022 година извршена е реконструкција во 3 средни училишта и во 5 основни, а исто така изградени се 5 нови мултиспорт игралишта со тартан подлога, информира градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Целосно реконструирана фасада добија гимназијата Гоце Делчев, средното стручно училиште Перо Наков, техничкото Наце Буѓони и дел од основните училишта, посочува Димитриевски. Голем број на други инфраструктурни проекти, нови спортски игралишта, реконструкции на средните училишта, голем број на основни училишта, ке слушнете многу пати од моите до вчерашни со партици, а денеска политички опоненти, дека во Куманово се што е вложено од владата, и тоа се апсолутни невистини. Во Куманово се што е вложено од страна на општината, тоа е средствата на граѓаните на општина Куманово, кои што плаќаат даноци и такси, и тие даноци и такси се издвојуваат за капитални инвестиции на локално или на централно ниво. Во 2023 година ќе продолжиме со инвестиции за подобрување на условите во училиштата, за поквалитетна настава и едукација на идните генерации, најави Димитриевски. Реконструкција на фасада во основно училиште Вук Карајџич, на основно училиште Христијан Карпаш, Толи Зордомис, браќа Рибар Тавановци. Реконструкција на кров во основно училиште браќа Мироладиновци и Крстен Мисирков. Тоа е конечно она фамозна работа која што ја туркавме и за жал наидовме на пречка кај владата. Кога дојде до реакција на родителите, Советот на родители и така натаму, наидовме на разбирање, но цената на услугата се покачи многу. Најавено беше дека ќе се почне сега овој месец, ќе видиме дали ќе се почне, тоа е капитална инвестиција која што треба да ја финансира ресорното министерство. Веќе го видовме и премиерот, дојде и се сликаше таму и најави една реконструкција, ајде да видиме. Реконструкција на спортска сала на основно училиште Крстен Мисирков, Ковача Рацин, Толи Зордомис и основно училиште Бајрам Шабани, реконструкција на фасадите на основно училиште Браќа Милодиновци во село Пчиња и други проекти во образованието кои што ќе бидат финансирани дел со општински средства, дел со средства кои што се наменети за капитални инвестиции во ресорно министерство. Имаме поднесено голем број на апликации во ресорното министерство и за останатите училишта, вклучувајќи го и Агино село, и Романовци, и многу голем број на други училишта, и централни и подрачни училишта, но се уште немаме одговор од ресорно министерство кои проекти ни се одобрени, кои ни се прифатени. Инаку мора да го пофалам тука дека јавното претпријатие за просторно и урбанистичко планирање, кое што го направиме некаде пред 3,5 години, ревносно ги работи проектите и ние од голема помош, бидејќи секогаш сме подготвени со одреден проект да аплицираме, особено проект за инфраструктура, изградба, реконструкција на училиште, објекти и така натаму. Оваа година предвидениот буџет за инвестиции во образованието изнесува 26.690.000 денари, рече Димитриевски.